Почитувани сограѓани, почитувани дами и господа. Јас го разбирам светот единствено како поле за културен надпревар меѓу народите. Тоа е длабоката мисла која од секогаш не подсетувала, не подсетува и ќе не подсетува на деецот кој е нејзин творец. Тоа е човекот кој не ја кажал таа мисла туку така, ами цврсто верувал во низината суштина и се надевал дека тој негов идеал ќе стане реална слика за светот и за односот меѓу нациите. Тоа е човекот кој со своето социјалистичко убедување и револуционерен дух во својот краток живот од само 31 година оставил голем аманет и наследство за сите нас кои го почитуваме, негуваме и славиме неговиот живот и дело. Се разбира, станува збор за Гоце Делчев, најсветлиот лик на македонското револуционерно движење и стожерот на вековниот сон за слобода и социјални права на граѓани. Станува збор за ревносниот борец за раскинување на прангите од османлиското робство и големиот заљубеник во својата родна македонска грудка. Во негово име и денес сме гордо исправени пред неговиот монументален споменик на кој е испишана споменатата мисла која на најдобар можен начин ја одразува големината на неговата личност. Вербата во неговото разбирање на светот треба и мора да ни биде водилка при нашето чекорење низ животот. Само така ќе успееме да го направиме светот по мерка на сите луѓе кои живеат во него. Денес, кога се почесто сме сведоци на поинаков надпревар меѓу народите, денес кога светот се соочува со низа опасности кои го загрозуваат неговиот нормален обстој, останува да се надеваме и да веруваме дека повторно ќе бидат возобновени условите за враќање на нарушените вредности кои ќе овозможат целосно исполнување на Гоцевата мисла. И кога денес зборуваме за него, кога го чествуваме неговиот живот и дело и кога се навраќаме на епизодите од неговото револуционерно минато, знаеме многу добро дека сето тоа не ќе беше можно без денот од пред 149 години, денот на раѓањето на Делчев, денот кој беше пресуден за испишување на многу подоцнешни и светли страници од нашата историја. Беше 1872 година и беше 4 февруари или 23 јануари по стариот календар. Детскиот плач во кукушкото семејство Делчеви го означи раѓањето на првото машко дете на султана и Никола. Новороденото дете било крстено со убавото христијанско име Георги, но потоа сите го викале Гоце. На 7 годишна возраст во 1879 година Гоце Делчев започнал да го посетува прогимназиското училиште во Кукуш, а потоа завршил средно образование во Солунската машка гимназија. Во 1891 година се запишал на Воената академија во Софија. Како питомец тајно ги посетувал социјалистичките кружоци и ширел социјалистичка литература, за што бил исклучен од академијата. Во 1894 година Делчев станал учител во Штип, каде што се запознал со Даме Груев, еден од основоположниците на ТМОР. Како резултат на блиското пријателство што се родило меѓу двајцата, Делчев во 1895 година и се придружил на организацијата за набргу да стане и нејзин водач. Една година подоцна во Солун се одржал Конгресот на македонските и одринските револуционерни сили, на кој присуствувал и Делчев. Тој заедно со Ѓорче Петров биле ополномоштени да изработат устав и правилник за работа. На тој начин бил создаден уставот на тајната македонско-одринска револуционерна организација. Во јануари 1898 година бил формиран Четничкиот институт, а за начелник на сите чети во Македонија бил назначен токму Гоце Делчев.
За време на честите обиколки низ земјата Делчев работел на создавање организациона мрежа со здрави и цврсти бази, како и комитети и комитски чети на организацијата. Целта на тие активности на Гоце Делчев била автономија или целосно ослободување на Македонија и Одринско од османлиското робство. На редовното советување во декември 1902 година Гоце заедно со Даме Груев, Јане Сандански и другите челни луѓе над Моро решаваат да не се дигне фронтално востание, туку да се води партизанско војување против османлиите. Во јануари 1903 година Делчев отворено се изјаснува против кревањето на востание таа година, подоцна познато како Илинденско востание. Според неговото цврсто убедување, тоа би било прерано поради недоволна подготвеност на организацијата. Задушувањето на Илинденското востание од страна на турскиот аскер покажа дека Делчев бил во право. Сакајќи да го спречи тоа востание, Гоце Делчев интензивно одржувал средби со луѓето од местните комитети на организацијата ширум Македонија. На 4 мај 1903 година во селото Баница, Делчев и неговата дружина биле обколени од турскиот аскер. Во борбите при излегување од селото Гоце бил погоден во градите од непријателски куршум и паднал мртов, со што прерано згаснал животот на херој. Гоце Делчев беше и останува на самиот врв во нашата историја. Историја во која има уште многу други родолюбци кои се вложија себе си во борбата за слобода и самобитност на нашата татковина. Токму затоа, за Гоце и неговите соборци, заборав не сме да има. Тоа треба секогаш да го имаме на ум, да го пренесуваме на генерациите по нас. Со таа мисла и со иста гордост посакувам да се видиме и следната година во истиот ден и на истото место кога ќе го одбележиме големиот јубилеј 150 години од раѓањето на Гоце Делчев. Благодарам.